не сте можеле сигурно вие од вашите родители да отидете и да направите таков проблем каде што ќе ги посрамотите пред се, значи тоа било срам да биде етикетирано детето како непристојно, вулгарно, ова нели вулгарност имаме, бизарност имаме, значи во минатото родителите биле тие што велеле не смееш. Ако такво нешто се направи, следи казна. Сега родителите се први тука да го заштитат. Не е моето дете криво, другото е криво. А реалноста е дека сите имаат некаков удел. Овај подкастот насакам да кажам за секого по нешто. Јас сум Сонја Колевска-Делевска. Денеска сме со професорката на Универзитетот Гоце Делчев во Штип Емилија Бошкова, гешталт терапевт и би рекла стручњак за возрастни и за деца, за проблеми. Проблемот предпоставувате е агресијата на децава, за која што државата не презема ништо, пак може еве ние вака да помогнеме. На распустов, навечер, на прошетките, децава се сега на купче и сите можеме да слушнеме. Значи, воопшто ништо не е сменето. Колку се тие агресивни и колку тие наоѓаат да повишат глас, и пред публика, и да викаат по некое врсниче. Зошто тепаат децава деца? Веројатно затоа што тоа е начинот на кој што они научиле дека може да се справат по конфликтни ситуации кога нешто не им е по кејф. Пред се недостаток на саморегулација. Значи, не знаат, не научиле како да се справуваат со сопствените емоции, со било каква фрустрација на која што ќе најдат, или научиле дека тоа е начинот. Сега, нели, се зависи како сме ги научиле пред се од дома. Да, навистина е многу полоша состојбата. Агресијата е дозволена, прифатена како начин на покажување кој сум јас. Значи, веќе јас сум силниот. Идентификацијата на децата е на ниво кој е подобар. И тоа е веќе нешто што во последните години го имаме се позачестено. Не е дека е нешто само кај нас, случај дека се случува само кај нас, затоа што цела Западна Европа и пошироко од истиот проблем го имаат. Не е нешто типично само за наше општество. Таков проблем многу помалци има во Јапонија или во некои од другите земји кои што имаат колективистичко уредување, каде што се грижат еден за друг, каде што се негува од најмала возраст емпатијата, општественото добро. Да, тоа не е толку типично или нешто што ние велиме ние во наше време не беше така, не беше затоа што имаше поинакво уредување. Други вредности се негуваа во тој период. Кои се критериумите? Како ги наоѓаат? Послаби, посиромашни од себе? Понеубаво облечени или потивки? Како ги наоѓаат за што е поинакво од чопорот? Значи, може да биде поубаво, може да биде попаметно, или многу често така наречените бубалици може да бидат таргет. Тоа само може да значи дека тоа дете е многу попаметно, има вредности, дека треба да учи, така натака, ама ако се разликува од групата, тогаш може да биде таргет на напад. Па не може да биде сите исти. Ние како возрастните знаеме дека не можеме да бидеме сите исти. Така кој ќе ги научи децава? Пред се родителите. Значи, останува на нас како родители пред. Значи, не може некој друг да не ги воспита нас децата. Да, и училиштето има воспитен дел во развојот, меѓутоа пред се од дома доаѓа. Имаме проблеми во градинките децата како се справуваат, и таму имаме агресија. Не е само дека е во училиште. Да, почнува уште во градинка. Ние ги учиме дека нашето дете во добар дел од родителите едни ги запуштаат, не им обрнуваат премногу внимание, другите па ги чуваат во стаклено звоно. Имаме две, како да речам, поларности, во секој случај две крајности. Да. Значи, ништо што е крајност не е добро. Добро, родителите ли ги учат да тераат врсничка да јаде измет од куќе, како што беше случајот? Не мора да конкретното нешто да им кажале дека треба да го направат, меѓутоа ги учат дека се најдобри, најпаметни, дека они знаат се, они се тие што треба да водат и таквите деца после тоа... Мислат се им е дозволено? Се им е дозволено, да. Со што се снимаат
Зошто? Што е интересно? Зошто се снима? Дали тоа насилство и снимање на насилство заедно е некоја диагноза во психологијата и во медицината сепак? Зошто Тоа се што снима? се собираат во групи, значи психологијата на стадо вели дека како другите се однесуваат, ние се приклонуваме кон тоа и колку поголема е групата, толку помалце е нашиот личен став. Значи ако јас можеби не се согласувам со тоа што го прават моето друштво, и може ќе стојам понастрана, меѓутоа нема да реагирам поинаку ради тоа што ќе бидам отфрлена од таа група. Снимањето е новата димензија, нели, на социјалните медиуми, популарноста што се стекнува на тој начин. Доскоро не беше толку многу популарна сето ова. Сега ние го популаризираме, самите медиуми го популаризираа пуштањето на видеата, нели, правиме дополнителна виктимизација на децата, нели, со тоа. Да. Сега ги гледаат сите, што е уште поголем проблем и таму треба дефинитивно повеќе да се работи со психолог и кај жртвата и кај насилникот. Не е така едноставна работата само, нели, да прогласиме тој е крив па да идеме на судења или слично. Навистина треба да се работи траумите што настануваат од такви ситуации, особено кога правиме дополнителна виктимизација, може да бидат сериозни. Ова психологија на стадото, па такви филмови страф од напуштање значи ќе се правиш дека се согласуваш и да не се согласуваш, за да не те отфрлат. Па такви филмови се снимаа во 20 век. Добро, толку сме ние заостанати. Тоа помина на западот, помина оваа мода. Помина. Па не станува збор за заостанатост. Ние за жал како земја не заостануваме во ниеден лош тренд од западот. Значи преку социјалните мрежи се е веќе во истата секунда и кај нас. Не, ова сме го гледале порано пред 3-4 децении во филмови. Да, ама не сме го правеле. Аха. Значи било филм, ама сме знаеле дека во општеството владаат норми, дека нештото е погрешно и нештото е добро. Значи едно нешто се наградувало, друго се казнувало. Не сте можеле сигурно вие од вашите родители да отидете и да направите таков проблем каде што ќе ги посрамотите пред се, значи тоа било срам да биде етикетирано детето како непристојно, вулгарно, ова нели вулгарност имаме, бизарност имаме, значи во минатото родителите биле тие што велеле не смееш. Ако такво нешто се направи, следи и казна. Сега родителите се први тука да го заштитат. Не е моето дете криво, другото е криво. А реалноста е дека сите имаат некаков удел. Тоа ќе ве прашав, од каде доаѓа тоа насилство? На прво место. Ај вака по ранг. Домашно воспитување, слабо воспитување на училиште, необрнување внимание, или е од страна од социјалните медиуми и од секојдневните медиуми каде што се форсира нели во говорите на дури и на луѓе од државниот врв, значи говор на омраза на секој настап, па потоа со наредби во своите партии се врши производство на такви видеоклипчиња и потоа тие се шират, оние со најгадниот говор, најгадните зборови и потоа тие ботови го шират и тоа сите го слушаат. Од каде е изворот просто? Па зависи сега за која возраст спориме, меѓутоа во принцип сите овие фактори пред се со најголем акцент на домот, на воспитувањето во домот, значи на родителите. Сите можеби до некаде придонесуваат и социјалните медиуми допринесуваат и училиштето може да превземе мерки дополнителни што веќе и прават, значи ја не знам толку на одредена тема како што е меѓуврсничко насилство, не се сеќам дека на друга тема толку многу се правеле обуки, се зборало, кампањи имале, значи самите министерства го правеле тоа и тоа се случува више неколку години назад, а повторно не се вуваат овие. Какви се тие кампањи? Не знам, јас не ми останало впечаток. Мислам дека државата ништо не прави. Во овој момент значи има неколку проекти кои што тераат, еве да речеме јас сум координатор на еден од тие проекти, тоа е за семено насилство, детето во семеното насилство. Значи еден од начините како ние ќе направиме агресивно дете, ако детето гледа секојдневно насилство, така? Или ќе биде онам повлеченото дете,
значи во училиште, или ќе биде детето што е агресивно. Значи од домот доаѓаат најголем дел. Идејата беше затоа што и во минатото имаше такви некои обуки за меѓуврсничко насилство, па нема училиште кое што не прошло од такви обуки, како да препознаат, како да се справуваат, што да прават, имаат протоколи, но не можеме да го изолираме факторот семејство. Семејството е основното. Ако ние постепено не работиме повеќе на тоа, да сигнализираме на вредностите нови кои што се во ново време сега, не се еднакви и не се тие што негуваат емпатија. Значи тоа е нешто што недостасува. Емпатија, значи соучувство, односно да ги разбереш чувствата и потребите на другите, да ги препознаеш собствените. Значи за проектите се извинувам, дали кој финансира тоа? Државата ли? Ако финансира државата, тука значи ќе признаеме еве нешто прави. Да, овој конкретно за семено насилство го финансира државата, односно Министерството за образование и наука. Имаат и други, значи јас доека бев на терен изминатиот период, во конкретно на оваа тема за семеното насилство, забележавме дека добар дел од колегите, од стручните соработници, пред се што ни беше обуката, како да препознаат дете кое што е жртва на семено насилство, односно што било директно или индиректно е жртва на семено насилство, како да работат со него и како да работат со деца кои што се насилни деца, како да работат со деца кои што имале претрпеле некаква травма, значи сето тоа ги правиме обуките на ниво на држава на сите основни училишта. И ги наоѓаат тие деца? Или сега треба резултати? Значи во добар дел они можеби биле свесни дека нешто не е добро со детето, сега веќе ќе имаат и ќе бидат посигурни во себе кога ќе настапуваат и ќе имаат алатки, значи им дадавме алатки како да постапуваат, инструменти, чеклисти за да одредуваат да може да бидеме сигурни, нели? Да. И после тоа како да се обратат до која институција зависно од тоа како е состојбата. Да се обратат, тоа е најважно. Да. Така да целиот синџир, па имавме и панел дискусии за во рамки на истиот овој проект, кој што е веќе продолжати од после 15 август, во кој што се наменети пред се за наставници и за родители. И морам да кажам дека родители нема да се присуствуваат. И не може да дознаат каков е ефектот од нивните кавги навечер кога мислат дека детето спие, они не знаат дека детето ги прибира, ако не ги слушнало директно, ги прибира невербалните знаци. Агресијата се чувствува, нели, кога постои во семејството. Да. Како очекувате да се унесува тоа дете во училиште? Или ќе биде насилникот, или ќе биде некој што ќе биде повлечен и ќе има еден куп психосоматики, болки, остомаче и глава и така натака. И ќе растеме, нели, нездрава нездрав народ и нездрава нација во иднина. Доколку не направиме нешто тука. Да, добро, не можете некако да ги преку стопанска комора или преку, не знам, да се, ако треба и на работа, да им се вртат клипчиња, вака некој задолжително да се преслуша тоа во интерес на државата и некако да има, или во некои филмови кратки, некои видеа да ги преку медиуми, преку, не знам, телевизии, да идат порано снимале, еве Сиви дом за тоа е снимено. Така. И после тоа е намалена стапката на агресија, ја врсничко не користам бидејќи и јас имам врсници. Врсничко е широк поем. Да. Се мисли кај децата меѓуврсничко насилство. Меѓу децата. Постојат многу начини, значи еве една од нив медиумски да биде опатено, ќе има и во рамки на овој проект, меѓутоа вака во главата некако да им се прави на родителите, на возрастните. Се обидувавме да размислиме како да влеземе во тој дел, значи како да им покажеме на родителите, на возрастните што прават со нивниот начин на однесување. Со тоа што ќе земат кога ќе се вратат дома, ќе си го отворат телефонот, децата прават што сакаат и се на социјалните мрежи. Со неслушањето, односно необрнувањето на внимание како се чувствува детето. Даваат изјави дека они не знаеле дека нивните деца се агресивни, што е неверојатно. Значи, јас точно знам како моето дете се чувствува, можеби надвор во нека друга ситуација влегува. Да, ама тоа се гледа. Значи, дали е потиштено, дали е срекно, дали сака да оди да искочи надвор, дали сака да иде во училиште, значи се гледа, има знаци кои што може да се препознаат ако обрнуваме внимание на нив нормално.
Ако ги пуштиме затоа што се доволно големи, ги оставиме до едно време да бидат надвор без да провериме што они прават надвор, нели таа преголема слобода што сега им се дава, исто така може да биде фактор. Значи многу работи има што влијаат на тоа какви деца растеме во денешно време. Но најголем акцент е кои вредности им ги даваме. Тука мислам дека е нешто што можеби е неповратно, но може да се обидеме барем делумно, ние како возрастни кои што се уште го имаме на нашето воспитување од времето, кога точно се знаело дека не е добро да се наштети на некого. Дека ако некој не му е добро или ако плаче, дека треба да отидеме да му помогнеме, а не да го шутнеме. Значи во денешно време дојдовме исто како ситуацијата како во Америка, значи и во тие социјални експерименти што се прават таму, значи буквално сега ги имаме и тука. Ќе го прескочат. Значи да му се слуши на некој ќе го прескочат. Не зборам за 100% од луѓето, но се помалку се таквите кои што кидат кон помош. Ако такво нешто гледа детето, дека родителот нема да се сврти да помогне, какво ќе биде детето? Исто така ќе научи дека и оно не треба на тоа да води сметка. Па еве се, ако зборуваме за родителите, МВР, органот за превенција, кој што според мене не сега дека промашил и на оваа тема. Значи промашил 3 децении во се. Значи никаква превентивна улога во ништо. Мислам, ете сега пробуваат со поднесување на кривични пријави и за родителите на децата агресивни кои што тепат, кубат, дробат од ќотек и снимаат. И сега, дали ќе обстојат тие кривични пријави? Например, родителите ќе отидат, ќе кажат имам и друго дете исто ги воспитувавме, еве го ова собира на поени дипломи на меѓународни надпревари по природни науки, а ова испадна, а исто сме ги воспитували. Значи секој дете е различно. Ако ги оставиме сами нели да си се воспитуваат, да различни ќе искочат сите. Едното може да е, значи тоа што некој ќе биде насилник не значи дека нема интелектуални капацитети. Тоа само може да значи дека емоционалната и социјалната компонента од интелигенцијата се засегнати. Тука има проблем. Тоа може да биде непаметно, така? Меѓутоа, подеднаквото однесување не зависи само од интелигенцијата. Едното му се покажало дека е успешен во нешто и он тоа го тера. Едното може да биде спортист најдобар. А другото да не се пронашло во тоа, не се вложило во тоа да најде некоја способност која што ќе се развива. Фрустрацијата од нешто може да биде на друг начин изразена. Независно од тоа дека едното дете му е супер, другото дете е насилник, значи и тоа дете е супер, само што не се работело на време со него, не се работело на развивање на емоционалните компоненти, не се развивало на емпатијата, не го научиле како да се справува со сопствените емоции. Значи тука е. Значи тоа е запуштање и малтретирање на дете. Не го научиле како да се справува со сопствените емоции. Не го не забележале, најверојатно. Гледам дека сме на иста линија, дека број еден причина за овие агресии кај децава се и бизарности се семејството, кај нас двете. Значи таму го гледаме проблемот и сега социјалните мрежи гледам дека не ги става така први. Меѓутоа би прашала, еве за секој случај, после вчера во Франција што се донесе закон да се забрани пристап до социјални мрежи на деца помали од 15 години, а претходно и во Австралија, нели, кој што не се почитува. Дали мислите дека тоа би помогнало во Македонија нешто? Јас лично не сметам дека се толку негативни социјалните мрежи. Ке нема каде да го видеото да го презентира. Ке се апсолутно немам против да се забрани, ниту да не се забрани, ама нема да не исчезне појавата. Само нема да биде пласирана, нема да ја гледаме. Значи не дека не постоело ова и пред 5 години, можеби од пред 5 години почнаа вака да искачаат видеата, ќе се случуваат повторно, меѓутоа нема да ги гледаме на социјалните мрежи. Тоа ќе биде разликата. Ќе биде снимањето. Па они меѓу себе циркулираат. Значи они си ги пуштаат видеата меѓу себе во групите, тоа се шири меѓу нив. Младите се умрежани на секаков начин, не се само социјалните медиуми, може на Вибер да ги праќаат. На таквите групни четови. Сепак би било
некакво ограничување би било пожелно затоа што би се насочиле повеќе кон луѓето, во градење на меѓучовечките односи, нема да седат еден до друг со телефоните во рака, него ќе разговараат и така ќе се запознаваат, ќе учат за туѓите мислења, ставови, емоции и ќе ги споделуваат своите. Нема да биде се директно во контакт само со екранот, него со луѓето. И тоа може би имало голем во тој сегмент би придонело нели за подобрување на состојбата. Зашто да не? Значи, не знам колку успешно се случи тоа во Австралија. Како експеримент, мислам дека првично им пројде доста успешно. Децата беа задоволни. Сега не знам откако се реализира колку е успешно. И до некоја возраст навистина нема потреба да бидат оптеретени децата. Кај нас од најмала возраст, уште од бебето 3-4 години му дава телефон и вртат. За да отвори уште. Да, наместо да гледа во тоа, треба да има контакт со мајката. Значи, очите на мајката треба да бидат во очите на детето. Така се прави таа поврзаност меѓу родител и дете, а не со тоа што ќе му го дадеме телефонот. Така. Сега, многу е поедноставно, нели? Да се одмориме и ние сме уморни, цел ден на работа, дај го телефонот и еве ќе стигнеме во некои ситуации, не секогаш, не се сите деца исти секако, нели? Ете, може да се случи во истото семејство да пораснат различно, да се развиваат, да растат и да се развиваат. Но нашето присуство, вниманието, пратењето на детето, не да му се скрати слободата, но да пратиме што прави. Да бидеме во тек со работите. Кога е тажно да прашаме зашто е тажно, што се случило. Да не преде во нешто друго. Значи, се повеќе имаме млади деца во психотерапија. Да. Добро што пријавуваат, што затоа што еве тоа е добриот дел на социјалните медиуми, што и на филмовите. Што знаат дека можат да се обратат, дека такво нешто не е во ред, они ќе проверат дека такви симптоми што чувствуваат, вознемирено срцебиење и слично, дека тоа не треба да биде така и дека за такво нешто може да се обратат на психолог, на психотерапевт и така почнуваат. Значи, тоа е добриот дел од, еве да речеме, од дигиталната ера, каде што они наоѓаат начин како да се информираат. Порано ние не можевме да се информираме на тој начин. Требаше многу книги можеби да прочитаме, за да знаеме во одредена ситуација како да се однесува. Добро, сепак тие деца имат пристап до се живо и диво, преку мобилните телефони и интернетот, но нема се уште некој да им кажува ова тргниво е лошо, ова е никој не ги насочува. Тоа треба во училиште. Во училиште не користат телефони подобар. Да има предмети за тоа, да се учат децата што е важното, медиумска писменост како што треба да се фрли, како некористно, дека постои, вака сега нема кај за збор, мислам дека постои таков предмет како да детектираат што е лоша вест или што е добра, како да се заштитат во медиумскиот простор. Постои, можеби треба малце порано да биде, затоа што од најмала возраст ги имаат веќе апаративе, но многу повеќе можеби фали развојна емпатија и пак ќе кажам на општествена одговорност. Општествената одговорност не е изгубена. Значи, да се грижат. Можеби како нека од мерките, што сега вака во последно време дискутираме во фелата, е дека можеби како една од мерките, место да бидат во училиште, нели, кога се случи ваков настан, да биде општествено корисна работа за децата. Значи, да мора да, не знам, да работат во некој работат условно да работат, да собираат ѓубре, да одат во некој старачки дом, да помагаат таму со ограничено време траење, меѓутоа да ја осетат едно како условно казна, а второ како да научат дека тука се и за да помогнат. Да. А зошто кај нас не се воведе врската, например, како што е во Англија? Секој дете си има 1 година или 2 години помало од себе и го пази, дали напишало денеска домашна, дали било на роден ден, како си поминало на роден ден и води како дневник, а него го мониторираат
малку поголемко дете. Мгм. Тоа е одлична пракса, вежба за децава како да имаат обврски, да градат односи меѓу себе. Да, во секоја западна земја е различно. Имаат во некои земји Туку ли не имаат може во Македонија ништо да се и направи? ментор за булинг, меѓутоа не секогаш е успешно тоа. Значи стварно го на ниво на заразна на болест и сегдека го има. Значи не е само кај нас. Секоја земја пробува да најде некаков начин, но пак ќе кажам, она што е заедничко за сите тие земји е индивидуализмот. Значи ние градиме индивидуални личности, индивидуата ја градиме. Што јас сакам, што јас можам, како јас да постигнам подобро за мене, како јас да заработам повеќе, нели, тоа е ова општество во кое што ние живееме. Во таква ситуација секој си гледа само за себе. Се ние треба да се обидеме, почнувајќи од дома, прво да се води сметка за семејството. Значи, семејството како клетка да се зачува без оглед колку члена е. Значи, и да е мајка со деца е повторно семејство, да се битни, да се чуваат едни со други, пред тоа треба да се научи, ни да имаме се почесто и тоа слушаме, нели, дека има раздор во семејството до убиства и уште пострашни работи. И кога ќе почнеме натака, па тоа ќе следно ќе биде, нели, во групата со децата, па ќе идеме, значи така да го шириме грижата за другите. Така, Не да. само за себе. Важно, се согласивме дека ниту едно дете не е криво. Апсолутно Не е не е виновно. ниедно криво, затоа што не се раѓа така со исклучоци на Точно, некоја и дека генетска. треба да работиме ние возрастните на себе. Да. И да фатиме овие деца да ги насочуваме како што треба. Не, од Благодарам. најмала возраста. Благодарам. Благодарам и на вас.